Следете вестите на Канал 8. Добар ден. Средношколците од Кочани собираат потписи од своите соученици и од граѓаните како подршка на нивното барање за средба со одговорните во Министерството за образование, а во врска со полагањето на државната матура. Потписите се собираат во средните училишта и во Трговскиот центар. Со петиција на која се потпишуваат ученици и граѓани, средношколците од Кочани се одлучија да бараат подршка за средба со одговорните во Министерството за образование. Велат дека на средбата тие би ги искажале своите ставови околу начинот на полагањето на државната матура и екстерниот испит. Сметаат оти во предходниот период биле целосно игнорирани од страна на ресорното министерство, па токму на овој начин сакаат да ја покажат масовноста на барањата зад кои стојат најголемиот број ученици. Задоволни се од одзивот на првиот ден од потпишувањето на петицијата и очекуваат масовноста да продолжи во текот на наредните денови. Можам да кажам дека одзивот е засега добар. Од изутринава имаме околу 400 потписи само во нашето училиште. Еве за краток период огромен број граѓани доаѓаат во градскиот трговски центар и ни ја дадават поддршката. Сите знаат дека се бориме за нешто што е правилно, за нешто што е разумно, и затоа верувам дека тоа е причината поради која што граѓаните доваѓаат и ни ја даваат поддршката. Собирањето на потписите ќе продолжи во текот на оваа недела, поради што Коцев упати повик до граѓаните да им дадат поддршка на нивните барања. Ја користам приликата јавно да ги повикам мајки, татковци, родители, баби, дедовци. Дојдете, потпишете се на оваа петиција за подобро образование, за европско образование, да биде слушнат гласот на средношколците, да учествуваме во носењето на идните средношколски закони и да се бориме да го направиме образованието по мерка на сите, онакво образование како што сите заслужуваат. Потписите во училиштето ќе се собираат во текот на целата недела, а во Трговскиот центар и во вторник на 21 април, во периодот од 12 до 15 часот. Потписите се собираат на ниво на цела Македонија и на крајот ќе бидат испратени до Министерството за образование и наука, пошто средношколците очекуваат да се случи некаква средба за да се реализираат преговори меѓу двете страни. Водата за наводнување на оризовите површини од изутрината е пуштена во каналите во атарот на Оризари. За почеток се користат проточните води, што треба да бидат доволни за да се наполнат и засеат со ориз првите 100 хектари. Со зафаќањето на проточните води од реката Масалница се наполни главниот доводен канал за наводнување на оризовите површини во атарот на Оризари. Според најавите, токму со почетокот на оваа недела стартуваат и сеидбените активности за земјоделците кои годинава планираат да произведат ориз. Забележлива е голема раздвиженост на земјоделска механизација низ полето, а оризопроизводителите и рачно ги прават завршните подготовки пред водата да навлезе во нивите и тие да почнат да се полнат. Велат дека засега се реализира она што го барале од надлежните, водата да биде пуштена до 20 април, со што и официјално започнува овогодишната сеидба. Постои оптимизам дека ќе се стигне навреме да се засеат планираните површини, иако стартот на сеидбата можел да биде и неколку дена порано. Малку е прикасно, ние порано околу 7-8 пуштаваме водата, ама сега не ќе да е касно ако на брзина вода има. Нема што да чекаме. Спремано во целото поле надоле. Нема што да се чека, треба да се пушти и да се сее. Тоа е, мора да се малку поорганизирано и ќе биде. Сега е пушта деска понеделник, за една недела ово поле треба да излегне. Спремно е веќе. Спремано е. Финишо, при краја. С луѓето фрлат ѓубре, сее се до крајот на мај. Ќе биде, ќе се постигне. Не, многу вода има, многу народ, трактор многу. Ќе биде се уред. И покрај очекувањето дека се ќе се заврши навреме, има и земјоделци кои сметаат од година во година сеењето на оризот се одвива се подоцна од вообичаениот рок. Сеидбата во втората половина на април за нив е неповолна, затоа што целата вегетација се пролонгира за 1 месец. Тешко. До 15 мај сигурно ќе се сее. Сигурно. Нема да биде касно? Па касно ќе е, едно време. Над Привачево таму на 2 мај сееме, на 11 октомври жнееме. Како помлад, јас колку што памтам, тука се на 4 април пушташе водата едно време. А сега, дека е, 4 мај ќе биде. Негде мокро, негде суво, вода още дали се пустили са немаше пуштено.
Временските услови пролетва не им одеа од рака на земјоделците, поради што тие се свесни оти објективно и подготовките за сеидбата се задоцнети. Дел од нивите се уште не се целосно исцедени од водата со која се наполнија во текот на зимата, поради што скоро половина од површините се уште не се изорани. Инаку годинава под ориз во Кочанскиот регион е планирано да се засеат нешто повеќе од 4000 хектари. Од нив само 10% се на земјоделските предпријатија, а остатокот се во индивидуална сопственост. Полициската станица Прилеп поднесе кривична пријава против 38-годишниот Ема од Виница поради постоење основано сомнение дека сторил кривично дело злоупотреба на безвизниот режим во државите членки на Европската унија и Шенгенскиот договор. Според пријавата, жртви на измамата биле две прилепски семејства. 53-годишниот Наша од Прилеп со своето семејство сакал да го искористи безвизниот режим со државите членки на Европската унија и да побара азил во некоја од нив. Оттаму полицијата му влегла во трага на виничанецот. Прилепчанецот при разговор со блиски пријатели во локалната продавница во населбата Тризла во Прилеп дознал дека пријавениот организира и превезува лица заинтересирани за барање азил во земјите членки на Европската унија. На почетокот на 2012 година Ема се сретнал со Наша и му кажал дека може него и неговото семејство да ги превезе до Франција и при тоа дека лесно ќе добијат азил. За услугата пријавениот од Наша му побарал за секој член од семејството по 250 евра или вкупно 750 евра. При тоа требало да патуваат со неговото комбе во кое собирало околу 10 лица. За да се исполни со патници, комбето пријавениот на Наша му кажал да најде уште едно семејство заинтересирано за азил во Франција. Откако оштетениот за својата намера да бара азил во Франција, го запознал и неговиот пријател и тој остварил контакт со пријавениот и при тоа се договориле и неговото шетчлено семејство да биде превезено до Франција со цел барање на азил. На 25 април 2012 во раните утрински часови со своето комбе со штипски регистарски ознаки, пријавениот пристигнал во Прилеп и од бензинската пумпа на излезот од градот ги презел семејството на Наша, како и семејството на неговиот пријател. Ги превезол во градот Лион и им го посочил местото каде да се обратат за барање азил, пошто тие му платиле по 250 евра за секој член или вкупно 2250 евра. Откако на двете семејства им било одбиено барањето за азил, едните биле депортирани од Франција и вратени назад во Македонија, додека пак другото семејство заминало во Швајцарија, каде исто така поднеле барање за азил, при што истото им било одбиено и биле депортирани и вратени назад во Македонија. Сдруженијето на пензионери од Виница беше домакин на празнична средба на која присуствуваа околу 700 пензионери од скоро сите здруженија во државата. Средбата се одржа по повод велигденските празници и е дел од годишната програма за работа на здруженијето. Неколку стотини пензионери од цела Македонија викендов присуствуваа на традиционалната велигденска средба, што секоја година се одржува во Виница. Освен рекреативен, таа има и надпреварувачки карактер, со избор на најубаво украсено јајце, што на дружењето на луѓето од третото доба му дава поинаква димензија. Домакин на средбата беше Виничкото здружение на пензионери, кое во својата годишна програма за работа го има зацртано дружењето со колегите од државата. По повод томина недела и празникот Великден и имаме организација на манифестација од републички карактер. Присуствуваат ни луѓе, околу 30 здруженија, околу 700 пензионери, што представува посебно задоволство и гордост Македонија во мало на пензионерите. Петков рече дека ова е само една од неколкуте средби што се планирани за годинава, а кон крајот на мај, здруженијето ќе биде организатор на традиционалните спортски надпревари. Пофалба за организацијата и за содржините на велигденската средба виничките пензионери добија и од Сојузот на пензионери на Македонија. Се разликува од другите пензионерски манифестации по својата уникатност, по својата специфичност, бидејќи покрај означувањето на томината недела, има еден, да речам така, симпатичен, колоритен надпревар во бирање најубаво шарено јајце и во оваа прилика пожелувам да победат оние што се најдобри и најкреативни. Виничкото здружение на пензионери е меѓу најактивните во регионот, а освен класичните средби и дружења, за своите членови организира и патување и посети на познати туристички и природни локалитети.
За годинава се планирани околу 20 на патувања во Македонија, како и едно во странство. Викендов Кочани беше домакин на регионалниот надпревар на училишни хорови и оркестри. Најдобрите се квалификуваа за учество на државниот надпревар, што идниот месец ќе се одржи во Кавадарци. Во саботата Кочани беше домакин на мини регионалниот надпревар на училишни хорови и оркестри што се одржа во салата на мултикултурниот центар. На надпреварот учествуваа 8 хорови и 6 оркестри од основните и средните училишта од општините Кочани, Зрновци и Чешиново Облешево. Исто така, пријавени беа и тројца учесници со соло точки. Настапот на учениците имаше квалификацијски карактер за учество на меѓународниот фестивал на детски и младински хорови во Кавадарци. Квалитетот на учесниците ја следеше стручно жири, а според представникот од Кавадаречкиот фестивал, на надпреварот во Кочани бил покажан одличен квалитет на изведбите на музичките композиции. Како Кочани и околината, значи како град, има доста квалитетни состави, и инструментални и хорски состави, така да за тоа ни говори, значи, фактот дека секоја година, значи, тие земаат учество во републичките надпревари, со тоа што дури земаат и високи награди на истите. Во првата категорија хорови, во која се исполнуваат трогласни композиции, со максимални 100 поени победи хорот на основното училиште Никола Карев. Второто место го освои хорот на училиштето Раде Кратовче, а трет беше хорот на Синиша Стоилов. Во втората категорија, во која хоровите се надпреваруваа со двогласни композиции, првото место го освои хорот на основното училиште Малина Попиванова, а од средните училишта најдобар беше хорот на Љупчо Сантов. Третото место им припадна на хористите од основното училиште Свети Климент Охридски од Облешево. Први места со 100 поени освоија мандолинскиот оркестар на основното училиште Никола Карев и удирачкиот оркестар на Раде Кратовче. Второто место му припадна на оркестарот на Малина Попиванова, а трети беа оркестрите на Синиша Стоилов од Зрновци и на Крсте Мисирков од Оризари. Годинова новина беше надпреварувањето на инструментални интерпретатори и групи, каде Виктор Каров на хармоника го освои првото место, а музичкиот состав на Седмото општинско училиште Љупчо Сантов второто место. По повод денот на планетата Земја, во вторник, 21 април, општина Кочани во соработка со училиштата и велосипедските клубови организира хепенинг под наслов Сите на велосипед. Учениците и граѓани од Кочани ќе возат велосипеди низ улиците на градот. Дефилето ќе стартува во 11 часот од кеот на револуцијата за Центарот на култура, а ќе продолжи по улицата Теодосија Паунов до Агенцијата за вработување и назад по истата улица до Кружниот тек. Потоа по Стево Теодосиевски и Димитар Влахов ќе продолжи по ВМРО и плоштадот кон Браната Градче. Планирано е членовите на велосипедските клубови да се искачат до езерото Градче, а за останатите велосипедисти целта е Гоцева шума. Општина Кочани ги повика сите љубители на велосипедот без разлика на возраста да се вклучат во одбележувањето на денот на планетата Земја. Подсетување дека Министерството за труд и социјална политика во соработка со Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија, Агенцијата за капитално пензиско осигурување МАПАС и општина Кочани во вторник на 21 април организираат јавен настан Ден за вас, посветен на граѓаните и нивните права од пензиското и инвалидското осигурување. Целта е граѓаните да го проверат стажот на осигурување, платите и другите податоци онлайн. Всушност, вработените лица преку непосредни прашања до представниците од наведените институции можат да добијат одговори на сите прашања од пензиското и инвалидско осигурување. Настанот ќе се одржи во градскиот парк во Кочани во периодот од 11 до 14 часот. Во продолжение информациите од спортот. Спортскиот викенд не донесе ништо спектакуларно. Женскиот фудбалски клуб Кочани се пласираше во полуфиналето од Купот на Македонија, додека Осогово ја продолжи лошата серија со уште едно домашно реми. В недела беа одиграни четвртфиналните надпревари од Купот на Македонија во женски фудбал. Кочани е полуфиналист, откако во единствениот четвртфинален надпревар на домашен терен славеше над екипата на АС Юнајтед од Струга со резултат 5:1. Топгол и Конзули ремизираа 0:0. Речица ја декласираше екипата на Младо Сиднина са Оризари со 10:0, додека визата за полуфинале последен ја завери Драгон 2014 со победата на Тиверија и Статов од 7:0.
Редовно коло во третата фудбалска лига Исток Осогово на Никола Мантов одигра само 1:1 против Работник Џумаилија полувреме 0:1. Стрелец на единствениот гол за жолтосините беше Натков во 65-та минута, Андов му донесе водство на Работник во 14-та минута. Црвени картони на средбата заработија Натков од Осогово и Андонов од Работник во 77-та минута. 1934 во Виница ја совлада Тиверија со резултат 3:0, полувреме 2:0. Во рамките на 16-тото коло од третата фудбалска лига Исток на градскиот стадион пред околу 250 гледачи, домашната екипа извојува заслужена победа и освои нови 3 бода. Во текот на целиот надпревар Слога создаде неколку 100% шанси, со кои резултатот можеше да биде уште поубедлив. Стрелци на головите за домашната екипа беа Дејан Митев во 2 наврата и Драган Илиевски. Останати резултати од колото: Напредок Здравје Радово 14 октомври 9:1, Каменица Сасаов Чеполе 1:2, Беласица Баби 4:0 и Плачковица Брегалница Голак 3:0. 18-то коло во втората македонска кошаркарска лига. Вардара Паве славеше убедлива победа над Баскет Дино на домашен терен со резултат 81:41. Те Баскет Црндрим 80:64, Пелистер Тетекс ТТК 79:85 се резултатите од останатите два надпревари. Не се одиграа надпреварите Михајловски, Борец Баскет и Без Шкупи, а слободно ова коло беше екипата на Радовиш. Води Те Баскет со 32 бода пред Радовиш, Борец Баскет и Тетекс ТТК кои имаат по 26, Баскет Дино е последен со 17 бодови. 12-то коло во втората македонска пинг-понг лига. Резултати: Винспин Скопје Рисови 4:5, Кочани Девар Мало 5:1 и Крушево Струмица 5:0. Мечот меѓу Мултитекс ТВТ и Рома Шутка беше регистриран со службен резултат од 5:0, поради тоа што гостинската екипа поради финансиски проблеми беше принудена да го напушти надпреварувањето. На табелата води Мултитекс со 22 бода, следен од Кочани со 18, следуваат Девар Мало и Струмица. Скопје Рисови е петопласиран, Винспин 6, Крушево е 7, последна е Рома Шутка. Нигеријката Мерегини Глорија Фонја се приклучи на таборот на екс-шампионот ЖФК Кочани. Таа е првата црномуреста фудбалерка која заиграла за македонски клуб. Историски трансфер кога е во прашање женскиот фудбал во Македонија реализираше екс-шампионот ЖФК Кочани со ангажирањето на Мерегини Глорија Фонја. Црноморестата дефанзивка доаѓа од Нигерија и е една од надежите на женскиот фудбал во оваа земја. Поранешна репрезентативка до 17 години, сега се бори за место во сениорскиот состав на Нигерија. Се настапува за националниот тим до 17 години. Иначе сега е член на ФК Кочани. Кажа дека многу и се допаѓа тука што е во клубот. Девојките се супер, знаат да играат фудбал и е подготвена да даде се за клубот. А Фонја во Кочани пристигна во четвртокот доцна попладнето. Веднаш се приклучи на тренинзите на екипата. Зборувајќи за амбициите, рече дека со новиот клуб очекува повраток на титулата. Со оглед на тоа што го загубивме првото место, треба да идеме за купот, да го освоиме купот и ќе даде се од себе за да овој тим биде по-добар за да го освоиме купот. А Фонја во Македонија требаше да пристигне порано. Правичните најави беа дека ќе допатува во друштво на уште една своја сонародничка. Нивната преселба се пролонгираше поради комплицираната процедура со оглед на тоа што Македонија нема дипломатско-конзуларно представништво во Нигерија, па процедурата беше спроведена преку амбасадата во Египет. Нигеријката немаше право на настап во неделата во рамки на четвртфиналето од купот, а своето деби ќе го има следната седмица на надпреварот од 15-тото коло против победа во Куманово.
Толку во ова едицијата, следете ги објавите и на социјалните мрежи. Пријатно!